Добро вечер, гледате Отворено студио. Јас сум Борија Њовановски, вечерва со мојот колега Ацок Абрамов. Наш прв гостин е пратеникот и сега организацијски секретар на ДУИ. Напредуваше и во партијата. Тоа е новата функција. Тоа беше поводот зошто го поканивме во Отвореното студио, но се наметнува како прво прашање за вас, оваа актуелност од која произлегува од денеска иницијативата за измените во Кривичниот законник, што е некоја нова амнестија или не знаеме веќе што и прави поприлична забуна за јавното мислење. Па да почнеме со тоа, што предлагате? Вие сте еден од предлагачите на овие измени во Кривичниот законник. Благодарам прво за поканата, задоволство да се биде тука, посебно вако уредено новогодишно и божикно студиото. Во однос на вашето прашање, значи денес имавме многу турбулентен ден во собранието. Па да, едниот три пати го стававте на дневен ред, го публикувавте за 353 од Кривичниот законник измените што ги предлагавте. За 353 беше само еднаш. Другите беа во друга форма беше Кривичниот законник првиот пат и последниот пат. Да. Значи пред да се стави конечно на дневниот ред на Па се огласи и владата, простете што ви се огласи и владата дека не се прави амнестија за предметите од бомбите за СЈО. Па всушност тоа не беше првенствено предлог од владата, туку беше предлог од пратениците по скратена постапка и е дел од еден пакет на закони кои што денес беа представени пред собранието, како закон за судови, закон за судски совет, закон за прекршоци, за управни спорови, законот за борба против корупцијата и една серија на закони, реформски закони, вклучувајќи го и Кривичниот законник, кој што се дел од план 18 од реформската агенда на владата, која што беше испреговарана со Европската комисија. Кривичниот законник е дел од тој план и во Кривичниот законник не се менува само тој член кој што во јавноста створи токав интерес, 275В, вклучително и тој што веќе не се наоѓа 353. Кој да појасниме 27 кој го менувате се однесува на намалување на казната. Намалување на казна од 5 години до 4 години. За дела кои се однесуваат на склучување договори, распишување на тендери и така. Точно, намалување на казната, значи поравнување со други членови Кривичниот законник од 5 на 4 години и тука нема ништо спорно затоа што всушност нема никаква амнестија, се уште стои казната. Беше поспорно. 353 можеби ќе беше поспорно, но ќе се согласи експертската јавност, ќе се согласат и политичарите, било тоа да се и од опозицијата и од власта, дека 353 е преопширен член. Злоупотреба на службена должност. Па, например, тоа што се предлагаше денеска беше да се замени само едно зборче. Од некаква да се применува во имот на корист. Ако прибавил имот на корист од злоупотребата на службената должност. Значи, некаква корист не може да бидат, да речеме, гласовите кои што вие ги добивате како политичка партија за да добиете на избори. Затоа што се надпреваруваме за да добиеме на избори. Нели? Градиме проекти, инвестираме со да речеме програмата која што ја нудиме пред граѓаните. И таа е цел. Не може да биде некаква корист, имплементирање на програма, изградба на школа, изградба на улица, изградба на канализација, било што, било кој населено место, затоа што тоа ти е дел од програмата, се усвојува како дел од владината програма и после го реализираш. И да се тужиш за тоа. Може да се тужиш ако си злоупотребил, ако си украл пари. Други, но обвинувањата од СЈО од бомбите не се за баш за вакви ова вие што го зборувате. Не велам за СЈО. Во која мера влегувате со овие измени во предметите на СЈО? До сега имавме 27 април и на тоа беше фокусирана. И владата е категорична и премиерот дека од СЈО нема. Дали се шири ова и опфаќа предмети од СЈО? Дали растеглива станува амнестија? Апсолутно не опфаќа ниту еден предмет од СЈО, затоа што всушност не е дел, не е предлог. Не е воопшто во собраниска процедура, така да нема да опфати ниту еден дел од предметите на СЈО и не беше тоа интенцијата дури и преку разговорите што ги водевме, но сепак гледате во владата и во овој состав и во претходниот состав, нели реализацијата на капиталните инвестиции е на многу ниско ниво поради обширноста на интерпретацијата токму на тој член 353. И се плашат да... И сакаме да се... Функционерите се плашат, сакате да кажете. Апсолутно, затоа што тоа може да се интерпретира на многу различен и широк начин и од обвинителство и од судство.
Значи, ке треба заеднички да седнеме, да срочиме јазик кој што би бил прифатлив за сите. Не да се амнестира било кој, но ни да се гонат, ни да има лов на вештерки по тој член. Тоа е веројатно тема за една поширока јавна дебата. Сега прашањето, дали овие измени се прават за да се обезбеди 80-ката која е потребна за уставните измени за имплементација на Преспанскиот договор или не? Во кривичниот законник или воопшто сите закони? Овие, ова што вие денеска го предлагате, измените во кривичниот законник. Значи не, затоа што измените во кривичниот законник се однесуваат претежно на говорот на омрази. Мислам дека тоа вас најмногу ќе ве интересира и ги опфаќаме многу категории на граѓани, вклучително нели и новинарите, вклучително и навредите, посебно кон ЛГБТ заедницата и кон сите други. Имаме сведоци сме на говор на омраза на социјалните мрежи секојдневно и претежно кривичниот законник се менува во таа основа. Значи повеќе членови се менуваат. Еден од тие членови на кој што вие алудирате е членот 275В, со кој што не се амнестира никој, туку се срамува постапка за јавен повик, доделување на договор за јавни набавки или јавно-приватно партнерство. Да, од 5 на 4 години. Само тоа е, тука на Вировиќ синот потпега, па може да биде условно казнет, така денеска имаше по медиумите. Сега, како ќе биде казнет или осуден, тоа оставаме на апелација. Мислам дека е во апелација предметот и дали ќе се врати на повторно судење, дали апелација ќе одлучи по нивната жалба, тоа останува на нив, но сепак членот и промената на членот се уште не е усвоена, ако се усвои, остава простор за казнување. 4 години. Тоа е само порамнување со други членови во кривичниот закон, за да има... Канчевска не е опфаќа, бидејќи 353 останува. Канчевска е под 353, обвинета, ако не се лажам, заедно со за Скопје 2014. Да. Не за Скопје 2014, туку за доделување на тендери. Значи, Скопје 2014 сосема друг предмет, кој што мислам дека се уште нема ни обвинение. Ако не се лажам, ова се однесува на тендери. И таму постапката се одвива во нормален тек и сметам дека ова мала измена може да помогне во појаснување и за обвинителите, и за судиите, и за странките во процесот. Не може амбигуитет, ако е тоа зборот исто на македонски, двосмисленост да имаме во толкување на одредби од кривичниот законник. И тоа всушност ни предизвикува големи кризи и во општеството и никако не успеваме да го постигнеме тоа помирување поради површното толкување и манипулаторско представување на фактите во јавноста. Од било која страна. Дали со промената на 275 В, дали имаме 80 пратеника? Не. Нема? До колку стигнавме со премиерот вчера кажа со последнава 76. измена на кривичниот законник? Не, со 275В ме праша. Со 275В. Дали сме до 79? Не сме ни до 79. Во што е проблемот? Проблемот е, сметам дека помирувањето треба да биде соопфатно, општо прифатливо во општеството и да се стави крај на овој вициозен круг во кој што се наоѓаме. И мора храбро да се настапи и да се надминеме себе си, да го прифатиме карактерот на взаемна поврзливост на интеграцијата со помирувањето. Затоа што секаде, прашајте во Хрватска, еве во Србија, во Црна Гора, се доаѓа до Европска унија преку национално помирување. Помирувањето Европската унија почива на помирувањето со амнестијата за посериозни кривични дела е моментот кој ја прави конфузијата и нервозата во јавното мислење. Помирувањето и нема некои поголеми отпори кога зборуваме за помирување како концепт политички. Но амнестијата е сосема друго. Амнестијата е известен вид на селективна правда. Знаете, селективна правда беше и да се гона, да речеме, 70, ако не се лажам, 72 или повеќе луѓе за 27 април, затоа што ако веќе сакаме правилна правда, тогаш би требало да гониме 3000 луѓе. Сите тие кои што стапна во собранието треба се гонат. Апсолутно.
Зашто ги двоиме селективно само на тие 72? Се согласувам апсолутно со ставот дека не треба под никој случај да се амнестира тие што се обидува, што организира и што направија насилство. Насилство и обид за убиство. Да. Тие три категории под никаков случај не се амнестираат ниту со закон. Добро, таа приказка завршивме. И пак не сме до 80. И Што друго ни треба за да стигнеме до 80? Видовме дека таа приказна всушност не предизвика никаков посебен потрес во општеството во Република Македонија. И гледаме дека всушност беше вест 1 ден, 2 дена, 3 дена и општо прифатливо е дека сме дошле до тој момент затоа што политичарите храбро настапија. И премиерот Зоран Заев на 15 октомври во собранието рече дека сум готов да простам и готов сум да се помирам. Што значи храбро настапи и јавноста ја ценеше оваа храброст, како што храбро настапи за договорот со Бугарија и за законот за јазиците и за договорот со Република Грција. Значи, јавноста кај нас е веќе готова да разбере дека за големи проекти потребни се храбри големи чекори. Не ми одговоривте до 9 јануари кога е гласањето. Што треба уште да направите за да обезбедите 80 пратеника? Треба да работиме кон конечно помирување, треба да работиме, јас сметам дека на вклучување. Ја мислам дека се готови некои пратеници други од ВМРО ДПМН заедно со некои други проекти. Да се прошири парламентарното мнозинство во поддршка на уставните измени. Знаете, и еве ако веќе збориме за да отвориме и темата за законот за пратеници, ако сакате. За било што ви интересира. Знаете, има секакви предлози во општеството и секакви критики. Но и законот за пратеници, идејата за законот за пратеници, затоа што нема текст, предлог, нема ништо во процедура, всушност беше еден начин да се не да се департизира општеството, туку да се демократизираат политичките партии. Не може пратеник да биде зависен од политичката партија и да одлучува во зависност од политиките на партијата. Членови ќе ставате на листите луѓе кои имаат некаков интегритет, некакви занимања, некакви професии кои после тоа ќе може да се вратат. Пратеник е представник на народот. Не, се извинувам. Пратеник е представник на народот. Може некој што е и со недоволно образование да има апсолутна поддршка, да речеме, во Струмица и да стане пратеник од граѓаните. Не мора да значи дека е доктор, професор доктор. Така е, така. Нели? Може да може да е Еснавчева. Ајде, немаме многу време. Спомнате дека демократизирање на партиите. Да збориме за демократизација на ДУИ. Добро. Само да го завршам, да ја завршам мислата во овој дел. Значи, ако имаме пратеници на ВМРО ДПМН кои што се готови да ги поддржат уставните измени, а имат неизвестна иднина по истекувањето на мандатот, зашто ние не би го помогнале тој процес на демократизација на ВМРО ДПМН, на демократизација на сите наши партии, преку влевање во интегритетот на секој од пратениците. Ако е така, тоаш кажете го јасно зашто се предлага тоа. И ви велам дека законот се однесува ниту на 10% од пратениците. Јас предавам на Тетовски универзитет, кога нема да бидам пратеник и се вратам во Тетовскиот универзитет. Ова да имаат предност за вработување, тоа помина многу жестоко во јавноста. Помина затоа што не беше објаснето доволно и затоа што не на јавноста храбро не се настапи како и по другите точки. Па тоа велам, не објаснувате. Не објаснување. Ама ќе знаете колку има оваа јавност и овие граѓани, колку има невработени, колку има сиромашни, не може така лесно, колку и да е храбро тоа, не може така лесно они да сватат дека пратеникот има предимство и кога ќе му заврши мандатот, он веќе има сигурна работа друга. Не може да очекувате од таква јавност. Но пратеникот, знаете, за јавноста носи многу значајни одлуки, вклучително и нели уставните амандмани, вклучително и договорот со Бугарија и законот за јазиците или било какви ситуации. Јас да бидам искрен, не се согласувам со тоа. Сметам дека можеби недоволно се влевате во материјата. Не сакам да бидам толку храбар како вас и да се согласам со таков закон дека веднаш кога ќе му заврши мандатот да има предност во администрација да се вработи. Збориме, претпоставувам, за бројка од пратеници ниту 10% од пратениците кои што се сега. За департизацијата на општеството и клиентелизмот. Кој се основа на за ДУИ ќе немаме време да го прашаме. Па тоа прашувам, кој се основа за овој тип на партизирано општество.
клиентелизмот во ДУИ, дали промените кои се направени во ДУИ, и вие сте дел од нив, вие сте сега организационен секретар, дали имате намера да превземете нешто со тој тип на клиентелизам, односно привлекување на членство на ДУИ, затоа што ДУИ е долго време на власт и се привлекува луѓе кои просто преку членството во ДУИ гледаат начин како да се офајдат на оваков или онаков начин, преку функција, преку бизнис или преку било што. Знаете, клиентелизам би бил за мене може би преостра квалификација за тој општествен феномен. Тоа е еден хроничен проблем на целото општество. Па затоа вие како ДУИ не можете да се иземете ни малку, особено како партија која е тогаш толку години на власт. Клиентелизмот повеќе владее, да речеме, во судството, во обвинителството, па дури во новинарството, во сите професии, ако одиме по тој широк опсек. Значи, промените во ДУИ настапија затоа што всушност започнавме еден голем партнеритет со меѓународни организации, посебно од Соединетите американски држави, кој што ни помага да се преструктурираме и ни помага да изградиме нова програма за идните 20 години на тоа како да се демилитаризирате, да бидеме компатибилни со денешницата и утрешнината. Затоа што, знаете зашто ви викам да се демилитаризирате? Јасно ми е зашто велите да се демилитаризираме. Ние сме демилитаризирани, или ДУИ е демилитаризирана уште од 2002 година. Не би рекол со случките што се случуваат, тебе и пред недела дена имавте. Апсолутно за секаква осуда. Најострого осудувам инцидентот, нема апсолутно никаква многу често имате такви инциденти. Нема ДУИ такви инциденти. Значи, има инциденти за кои што треба полицијата. Партијата нема ништо со тоа, но пред партијата се пукало. Не се пукала никогаш пред партијата. Во Мала Речица? Не. Инцидентот се деси на километар од Мала Речица. Добро. Прво. Ама биле второ, инцидентот во Чаир е за најостра апсолутна осуда и се надевам дека и полицијата, и полицијата и обвинителството во најскор можен рок. А зашто земал Белја и плата од општината и како економски директор? Не знам дека земал плата од општината и како економски директор. Неискрено да ви кажам, затоа што не сум ниту во општината, ниту во Министерство за здравство. Но инцидентот апсолутно не осликува ниту било каков став во Демократската унија за интеграција и нема никаква врска. Ниту едните, ниту другите се дел од било која структура на Демократската унија за интеграција. Ниту председателство, ниту огранок, ниту Централен совет, ниту Конгрес, ниту се делегат. Па кои се овие што пукаат? Полицијата да ги најде и да ги казни, мислам, обвинителството да ги тужи и судот да ги казни. Вас Хазбилика лутли вие што му ја земавте позицијата? Апсолутно не ме ја зема позицијата на Хазбилика, затоа што он даде оставка пред 3 години. Он не дошол сега на овој состав. Да, он не ја врши оваа задача веќе 3 години. Хазбилика е асет на нашата партија. Како вице-премиер половина година не одеше на работа, па пак го истолериравте. Не го толерираме, сметаме дека... Мислам на Ахмети, не мислам на... Да, на сите заедно. Сметам дека сите заедно треба да се ја вршиме работата за која што сме избрани и ќе се цениме по тоа. Не имавме во партијата скоро месец дена на анализирање на спроведувањето на нашата програма од страна на нашите представници во екзекутивната власт. Тогаш беа задоволителни резултатите. Ке видиме сега при следната анализа. Да. Последно прашање, 6 месечија, како? Што ново ќе донесете, што ново ќе донесат воопшто овие промени во кои сте вие? Ја градиме Демократската унија за интеграција во блиско партнерство со меѓународната заедница во структурирање, во програмација, значи со нова програма, со нова идеологија, со нови... Што значи нова идеологија? Профилизирање идеолошко. Дуи беше лева или десна партија? Дуи беше тематска. Тоа е дебата која што ќе отвориме во партијата. Ја можам да ви зборувам за моите лични убедувања. Ние сме компатибилно идеолошки, да речеме, во денешнава коалиција во која што се наоѓаме. Според моите гледишта, оно кој провлада, тоа е широка дебата. Значи, сите во партијата ќе се изјаснат. Ќе имаме нова програма, ќе изградиме ДУИ за 20 години да победува и во следните 20 години, затоа што тоа ќе го сакаат граѓаните. Градиме модерна, апсолутно компатибилна... Треба и на граѓаните промена, не само ДУИ да биде на власт. Ви благодарам. Па ДУИ ќе се промени за граѓаните да ја прифатат таа промена. Ќе ве поканиме друг пат за поопширно да зборуваме за реформите во ДУИ, кои што според мене не се ни почнати, но добро.
Благодариме на за присуствие. овако следен гостин е државната секретарка во Министерството за екологија, ќе говориме за линданот во Охрис. Останете со нас.